ни од најаките. Години си напред за Македонија, знаеш како да ги држиш под екран свака час. Прави некој видео со Роберто или иди Бразил со него. Види брат, јас не можам да бидам Роберто и Роберто не може да биде јас. Значи Роберто може да биде топ 1 во Македонија доколку снима на македонски, но тој снима на англиски и тоа е тоа. Иначе јас никогаш не знам да лажам, ниту па некогаш брат ќе сакам да лажам, да си ја лажам мојата публика. Не вреди брат да ја лажеш твојата публика за никаква цена. Значи еднаш ќе ги излажиш и после не можеш да ги лажеш брат. А ти јадиш од нив леп. Значи ти од твојата публика јадиш леп, храниш дома фамилија, се одржуваш во животот таа публика и ти да ја лажиш, мислам не е честно и коректно. Зато од тие што ми даваат мене леп и јас да си овозможам во животот се што сакам, не можам да ги лажам. Мене совеста не ми дава мојата публика да ја лажам, затоа што јас од нив јадам леп. И јас без мојата публика сум никој и ништо и немам леп. Така да нема потреба да ги лажам. Јас сум чесен, поштен со мојата публика. Све што имам во план правам и све знаат за мене. Нема потреба да се лажат. А што поќе се исплаќа YouTube или Kik? Па види сега, Kik, брат, ти е апликација каде што многу поќе плаќа од YouTube, но јас не се префрлив на Kik заради пари или нешто. Јас се префрлив на Kik затоа што јас имам забрана за снимање до 21 февруар, уште 2 дена имам забрана на YouTube и не ми дозволуваат јас да снимам казино на YouTube. Сега, значи на YouTube е планирање видеа да се стават, некогаш да се пушта лајвови на YouTube, а на Kik се планира значи нов контент, ново студио, секако Амет со мене, Амет нема бегање од мене. Иначе да, ново да ве известам, утре со Амет сме на невролог заедно, значи разговор ќе има Амет со невролог, ќе му биде снимана главата на онаа ЕЕГ, шо е тоа капчето вака со едни жици. Да, и утре треба да му се даде на Амет соодветна терапија и ќе бидете известени што се дешава. Дали си милионер? Па да, милионер сум брат моментално, но во денари. Во евра наскоро. Со новиот контент, со новото студио, со ново се планира наскоро да станам милионер во евра, а моментално сум милионер во денари. Иначе ова како се вика? Па види, наскоро се планира со новото студио, значи да се прави нешто како подкаст. Нема да биде подкаст, ама нешто така слично, ќе биде опуштени разговори, праење мајтап женски, тверкање, зборање глупости, казино, курви, пари. Значи таков контент ќе имате на Kik брутален, само во ново студио, нова позадина, се ново ќе биде. Значи жени, казина, курвање, ова, она, значи лудило се ќе биде, цицки, мрдање, вака, значи нема да има голоти, ама планирам многу јако се да ви направам, значи наскоро доаѓа топ 1 контент во Македонија, најак контент ви спремам наскоро, значи дајте ми само уште 15 дена, денес збореа со архитект, значи се спрема студиото, се спрема се, лудница ќе биде и имате и на YouTube ќе може да гледате контент као например со Амет на скијање видеа, помагање
помагање на деца без родители, на деца со попреченост, на деца со Даунов синдром, значи видеа ќе има такви на YouTube хуманитарни влогови, шетање, патување, одење Грција, одење Тајланд, одење Шпанија, одење Португалија. Тие работи ќе може да ги гледате на YouTube во видеа, а ќе имате IRL лајвови на Kik, каде што секако ја и Јамет ќе бидиме женски, ваму, таму. Значи ќе имате на YouTube пренкови, помагање хуманитарни видеа, влогови ќе имате од патување на YouTube, а лајвови Комар во новото студио лајвови ќе имате на Kik. Значи YouTube веќе не сакам да го ризиквам за лајвови, поретко ќе има лајвови на YouTube, затоа што мене ми е страв да го изгубам YouTube каналот каде што сум вложил труд 8 години и тоа ми е едно од најсилните оружја моментално мојот YouTube канал, каде што брои веќе 235.000, 240.000 фоловерси, сабскрајбери, како и год да ги наречам. И јас тоа да го изгубам, да го ризиквам, што веќе многу строги правила има YouTube, така да не сакам да го ризиквам веќе со лајвови YouTube. Тоа ми е најсилното оружје и не сакам да го изгубам, така да ќе го користиме YouTube само за видеа, влогови, хуманитарни видеа, пренкови, патувања, значи се ќе биди во топ квалитет, значи врвен квалитет ќе имате, ќе може да ви гледате. Наскоро ви спремам, лето чекаме да дојди, заедно патуваме со Амет, одиме по одмори, одиме сегде, жената, детето мое, обезбедување со мене лично, можам да ви откриам и кој ќе биде лично обезбедување со мене, кој што ќе патува. Енес Палазовски од Кичево, доколку го познавате сите, еден од многу познат лик во јавноста, врвен мангуп со дела, така да можам да ви го најавам, еве, на лето, каде што ќе се патува, што ќе се снима влогови, лайв стримови, IRL на Kik и се тоа, Енес Палазовски од Кичево, моје лично обезбедување на лето, кој што е стварно едно дечко со големо срце, и има покажано доста дела, така да и професионален боксер. Да, на YouTube имате, значи, на YouTube ќе имате, значи, многу јаки видеа, многу интересни видеа. Значи, јас кај што плукам не лижам, да знаете. Јас ви ветувам дека на YouTube ќе ви сервирам многу јак контент од патување, од помагање, хуманитарни лајвови, од, не знам, влогови, ова, она. Значи, летово што доаѓа, луѓе, е наше. Како што зимата ја украдовме, фала ти брату за сабскрајб, како што зимата ја украдовме и цела зима е скоро наша, така, можам да ви кажам дека и цело лето ќе биде наше. Ако е потребно, ќе умрам пред камера, ама ќе ви сервирам нешто најако. Така и на Kik, лајвови, мешање, казина, газој, цицки, тверкој, ново студио, нов квалитет, значи се врвно ќе биде, така да W во коментари ве молам сите, затоа што наскоро иди прејак контент. Ајде, W, дај ми W. Вака напреми. Тоа е тоа.